Сега уште да кажеме како се степенуваат прилозите кои што се градат од придавки кои што имаат кои што се степенуваат неправилно, кои што имаат неправилна компарација, како што беа магнус, бонус, малус, мултус и така натаму. Исто како и придавките што правеа компаратив и суперлатив од други основи, на истиот начин и степенот и степенувањето на прилозите кои што се направени од тие придавки се прават од различни основи. Така, од придавката бонус, прилог за начин е бене, добро, компаратив е мелиус, гледате дека тој е средниот род од компаративот на придавката, беше мелиор мелиус, па средниот род е сега и компаратив на прилогот мелиус, и оптиме направен од оптимус, суперлативот, кога на непроменливиот дел оптими со отфрлање на и, на оптим му се додава едно е. На ист начин од малус, мала, малум, лош, лоша, лошо, прилогот е мале, средниот род, односно компаративот од малус 3 беше пеор, пеус, па средниот род од компаративот е ист со компаративот за прилогот, значи пеус, мале, лошо, пеус, полошо, и песиме, најлошо, од песимус, песима, песимум, на непроменливиот дел песим, му додаваме едно е, песиме. Од магнус 3, магнус, магна, магнум, композитивот беше прилогот е магнопере, компаративот е магис и суперлативот максиме. Од максимус на максим, непроменливиот дел, со додавање на едно е, максиме. Од прилогот парум пак, мало, минус е компаративот, помало, и миниме, најмало. Малку, помалку, најмалку. Парум, од парвус, компаративот е парум, помалку минус и најмалку миниме. И од мултус, мулта, мултум, прилогот е мултум, значи прилогот е акузативот од средниот род, значи мултум, по многу, плюс повеќе, и плуримум најповеќе или најмногу. Во врска, значи, со прилозите, со градбата на прилозите во позитив и со степенувањето на позитивот во компаратив и суперлатив, мислам дека кажавме доволно. Ни остана уште сето ова да го провериме и да го извежбаме. Преку следнава домашна работа. Јас ќе напишам неколку придавки, а задачата ќе биде од тие придавки да направиме прилози за начин, прво во позитив, а потоа и во компаратив и во суперлатив. Нека биде тоа следниве придавки. Нека биде придавката honestус 3, чесен
чесна, чесно. Значи, honestus 3 рековме дека го читаме honestус, honesta, honestum и се менува по втора деклинација машкиот и средниот род и прва деклинација женскиот род, значи втора, прва, втора. Значи, од оваа придавка задачата е да направиме прилог во позитив, во компаратив и во суперлатив. Понатаму нека биде придавката Феликс, Феликис. Ова е значи придавка што се менува по трета деклинација со еден облик за сите три рода, за машки, женски и за средни род. Значи, што значи среќен. Понатаму нека биде придавката пруденс. Прудентис, значи ова е придавка од трета деклинација основи на ната, во номинатив што завршуваат на нс, а во генетив на натис. Умен, умна, умно. Нека биде доволно, значи од овие задачата ќе ни биде, значи од овие три придавки, првата од оние придавки што се менуваат по втора, прва, втора деклинација, втората што се менува по трета деклинација и третата што се менува исто така по трета деклинација, но со основа на ната. Значи, задачата ќе ни биде од овие три придавки да направиме прилог за начин во позитив, а потоа и во компаратив и во суперлатив. Запомнете, значи, прилозите се неменливи зборови, тие немаат нити број, нити род, нити падеж, имаат само позитив, компаратив и суперлатив. Благодарам.